почитувани. Како и досега, така и понатаму општина Валандово ќе работи на подобрување на инфраструктурата и решавање на проблемите со кои секојдневно се сеткаваат нашите граѓани. Ние како локална самоуправа постојано сме во контакт со барањата и потребите на жителите на општина Валандово. Нашата општина е прво рангирана општина во Република Македонија во втората фаза на фискална децентрализација. Општина Валандово нема ниту еден денар долг, со буџетска реализација во 2008 година од 97%, а до август 2009 година 64%, што со право ни зборува дека тоа што сме го предвидели ќе го оствариме. Изминатиот период покажавме дека со посветена и одговорна работа можеме да ги реализираме сите проекти кои што граѓаните пред нас ги поставиле. Но тука нема да застанеме и ќе продолжиме со низа на други проекти и планови за подобра иднина на нашата општина и нашите граѓани. Од реализираните проекти би ги наброја: пуштање во употреба на едношалтерскиот систем, подобра услуга на граѓаните во општина Валандово, реализација на програмата од фондот за патишта за асфалтирање и подобрувањето на инфраструктурата во нашата општина, ставање во употреба на излетничко место наречено Извор, кое представува вистинска атракција за нашите граѓани во нашата општина. Завршена е со 95% канализацијата во село Пирава, едно од најголемите села во нашата општина, со вредност од 6.000 евра. Во вредност од 50.000 евра комплетен уредување на комплетниот училишен двор во училиштето Гоце Делчев во Валандово, оградено е и во тек е неговото комплетно осветлување. Од сопствени средства од буџетот на општина Валандово е направена и комплетна промена на столаријата со алуминиумска во основното училиште Јосип Броз Тито Валандово. Во подрачното основно училиште во село Пирава исто така е заменета старата столарија со алуминиумска. За прв пат во училишниот двор на село Пирава е пуштено во употреба големо спортско игралиште. Завршена е црквата Свети Димитрија во село Собри со средства од општината и граѓаните на селото. Во село Баленци со сопствени средства од општината е реализирана пумпна станица и е изведен проект за подобрување на водоснабдување до наистото населено место. Во блиска иднина планираме да се финализираат веќе започнатите проекти, а кои веќе се во финална фаза, односно завршена. Во село Јосифово тек е изградба на трибина за 500 гледачи и можам со полна одговорност да кажам дека таа ќе биде завршена за 10 дена. Во дворот на основното училиште Страшо Пинџур во село Јосифово тек е преадаптација со комплетна промена на кровот, столаријата и внатрешното редување и преградување на објектот, кој што ќе прерасне во истурена единица на детска градинка Калинка од Валандово, бидејќи тоа представуваше акутен проблем и барање на граѓаните од село Јосифово. Отпочнување на одводната канализациона мрежа во долниот дел на градот Валандово, со што ќе успееме со поставување на колектор да миризмите кои постоја во ова населено место веќе ги нема. Во тек е тендер за реновирање на градското шеталиште. Детската градинка Калинк Валандово е вклучена во канализациона мрежа по 25 години, со што се елиминирани сите услови за заразни заболувања на децата. Проектот е остварен од буџетот на општина Валандово во вредност од 1.200.000 денари. Заедно со владата на Република Македонија и Министерството за образование во тек се работите за изградба на спортска училишна сала. Подпишувањето на договорот со Министерството за финансии и Светска банка во тек е реализација на проектот промена на азбестните цеви кои представуваат загрозување на здравјето на граѓаните од нашата општина, во тек е подпишување, подигање кредит под поволни услови, каматни ставки во висина од 450.000 евра, со што сметаме дека ќе направиме вистински потреб. Во тек е распишување на тендер за добивање на лиценца за висококвалитетно работење на нашата општина, бидејќи сметаме дека сите оние проекти кои што треба пред меѓународните институции да ги поднесуваме, оваа лиценца која што ќе имаме ќе ни представува патока за многу полесно и поефикасно добивање на проекти. Заедно со владата на Република Македонија, со Агенцијата за млади и спорт во тек е изградба на нов спортски терен за голем фудбал. Ви благодарам на вниманието.